Зоран Заев нема лимит во националните предавства и се пазари со македонскиот идентитет, јазик и историја. Премиерот води нетранспарентен процес во кој јавноста не добива никакви информации, предупредуваат од ВМРО ДПМН. Опозицијата открива дека предлогот кој го понудил Заев на преговарачката маса е составен од 15 страници, но бидејќи не откриваат ништо, јасно е дека се оди на газење на се македонско. ВМРО ДПМН најавува жесток одговор од народот и протести на улиците. Да го предупредам од овдека Зоран Заев да не помислува да се игра со македонскиот национален идентитет, со македонскиот јазик, македонската култура, македонската самобитност и македонската историја, затоа што ќе добие жесток одговор на било каков обид за ништење на македонскиот национален идентитет. Откако европратеникот Ангел Џамбаски дрско напиша дека Македонија е бугарска и тоа е факт што Заев го заборавал кога бил во Скопје, владата како нем наблюдувач на провокациите само информираше дека двете земји упатиле јасни пораки дека се посветени да градат позитивни односи и доверба. Ги охрабруваме сите чинители да се движат по патот на диалогот и довербата и да помогнат на двата народи и двете држави побрзо да се дојде до посакуваното решение. На провокациите од бугарските политичари остро возвраќаат експертите. Според академик Катица Ќулавкова, сенките на злото надвиснале на Македонија, а таа молчи и трпи во име на абстракции, лажни ветувања и заблуди. Оцени дека ова е време на големи манипулации, време на нови трагедии. Слоганот Македонија е бугарска, прогласен за официјална стратешка цел на Бугарија, е закана по мирот. Македонската држава и меѓународната заедница, посебно ЕУ, треба да го осудат овој освојувачки политички дискурс без одлагање. По изјавата на контроверзниот политичар Красимир Каракачанов дека навивал за Македонија оти репрезентацијата ја представувала другата бугарска држава, денеска со нов удар. Според него Заев бил свесен дека нема да постигне ништо со посетата на Бугарија, а целта му била да им покаже на другите земји од ЕУ дека Македонија е конструктивна земја, а Бугарија не.